Денеска ти ќе имаш еден пристап за тоа како е да се направи игра, што се случува од продуцентската страна, значи не од креативната страна, него од оној момент кај што некој треба да ги бутка овие луѓе да го направат тој, да го направат ем брзо, ем квалитетно, ем да има креативност во целиот тој процес. Am I right? Yes, exactly. Така. Фала на поканата. Баш ми е драго че ќе имам презентација спремена која што ќе ве однесам од почетокот на мојата кариера до сега и на некој начин насловот на кој го ставивме на ова предавање е малку и да кажам како агенда на предавањето. Така да ќе да почнам. Може. Јас Даниела ти Почни. Да ја поздравам само, знам дека времето е веќе многу и нареговне, ама бредеше да се чека, нели? Се надавам. И ќе прекрасам како што кажавме, само продуцентот му фали. Не е проблем. Значи вака, сега ќе почнеме само да споделам презентацијата. Да видиме. Океј. Тоа е тоа. Значи, презентацијата е на англиски, што јас во секојдневната моја работа на англиски работам, иако имаме канцеларија во Скопје, сепак официјалниот јазик е англиски и е исто multi-international office. Значи, во секој случај се што работиме, се што комуницираме меѓу себе е претежно на англиски. Затоа може и некои од термините кои што ги бараше на македонски ќе бидат малце потешки. Така да извинете за тоа, но мислам дека ќе се разберем, затоа што овие термини се во секој случај интернационални, кои се работи за видеоигри. Сега, насловот, значи, на презентацијата, прашате ме зашто било врска со Indie Game Production или AAA Production. Зашто AAA? Затоа што инди фирма е кога обично инди игрици се со помали тимови, каде што секој е дали тоа значи дека нема нели middle management, секој одговорен за голем дел од играта, има неколку артисти, неколку програмери, еден или повеќе дизајнери, но сепак е мал тим. Некои од овие тимови не имаат ни продуцент, обично е работа која еден од артистите или дизајнерите или програмерите го превземаат тој таск, но фино е да си има продуцент, затоа што ете како што кажав, дека ако сите се креативци на проектот, станува малце и потешко за да се реализира проектот, зашто сите бегаат од своите се инспирани од своите идеи и може тешко е да се не само да се направи одлука, него и да се сработи на време таа одлука. Okay, why friendship, playfulness, frantic growth, ambition and reboot? Зашто кога се работи на игри, дефинитивно, кога се помали тимови, има многу пријателство, дружење, со тоа што кога тимот расте, тие работи се малку, мислам, пријателството останува, но сепак има повеќе тензија, значи повеќе амбиција, се работи побрзо, се работи на нели дедлайн, што зборавме по големи продукции, има дефинитивно по јаки дедлайн, значи тоа не може да се пропуштат. Многу е важно да се промени, значи, културата во тимот за да се приспособи на новите потреби на продукција. Ќе спомнам од се ова помалце, ќе почнам од мојот бекграунд. Значи, завршив гимназија во Скопје, во Орце Николов и се селам во Копенхаген да баш да студирам видеоигри, од бачелор до мастер тезата да кажам, се ориентирав на гейм технологии, што значи дека работев на игри во тимови, додека бев на факултет исто така. Што е ствари голема причина зашто веднаш после завршувањето на факултетот отворив фирма за видеоигри заедно со неколку од колегите. Но пред да почнеме фирмата, формиравме Copenhagen Game Collective, да кажам, уште постои како Game Collective и што значи? Значи дека индивидуалци или фирми индивидуалци кои се заинтересирани за работење на видеоигри, но не само како хоби, туку со да кажам мисија
да го челендж, да го предизвикаат свој значи видеоигри индустријата и видеоигри дизајн, девелопмент, значи да не само што е до сега направено, туку да размислиме малце надворно од тој бокс, да дизајнираме игри што се малце поразлични, што размислуваат на некоја, што има специфична цел, што сакаат да исполнат. Овој колектив беше уствари створен преку Game Jam во 2008, мислам дека, Nordic Game Jam. Значи, бевме, да кажем, учесници на Game Jam-от, направивме интересна секс игра без графика, само со саунд, и најверојатно многу ќе му се допаѓа, и ќе има доста, да кажам, фидбек за неа, затоа што беше исто фокусирано на саунд, како преку саунд да направиме гейм дизајн без слика, нели? И не само тоа, туку исто гейм дизајн, значи интеракција, кај што слушаш, имаш фидбек и можеш да ја завршиш играта, да кажам, get the orgasm in the end. Тоа беше целта во играта. Преку овој колектив, уствари се запознавме подобро со дечките за кои соработувавме, иако беше како, да кажам, значи не беше хоби, ама не беше ни професионално, беше повеќе како уметнички колектив и се уште е. И преку тој колектив уствари аплициравме на разни фестивали со овие помали игри кои ги правевме експериментални игри и така уствари добивме таа сила да отвориме фирма. Од 2009, значи доста одамна, отворивме Knapnock Games, која истата фирма се кога растеше, промени малце име на Knapnock Games, затоа што Knapnock беше многу по-данско име, К не се баш нели не се кажува на англиски, значи се не вика Knapnock Games, така да го сменивме името на Knapnock Games. Со тоа што моментално имаме уште една фирма, што е Indium Play, што уствари QA playtesting сервис за видео игри клиенти од цел свет. И тоа е уствари, да кажам, еден департмент во Скопје моментално кој е доста нов, пред 2 години ја почнат. И тоа е делот што моментално многу добро ни оди. И бараме нови луѓе за QA тренинг во секој момент. Значи тоа е отприлике мојот бекграунд, а сега ќе ви кажам малку подетално од која отворивме фирмата, кој ми беше патот, значи како продукција, значи како почнавме со колку како тим, како пораснавме, која е разликата меѓу продукција во помал тим на да кажам personal projects, како би се нарекла. Значи каде што работиш на малце повеќе сме посветени кон себе, не размислуваме толку многу кон клиентот, тој што ќе игра играта се разбира, но немаш нема кој да ти каже што како да правиш. Се од своја гледна точка, се разбира, имаме гейм директор која носи идејата, но ќе го објаснам процесот и како тоа се менува кога од тимот 10 души се 70, например. Океј. Значи, Knapnock Games беше доста познат по, значи, тие корените од Copenhagen колектив, работење на така, да кажам, експериментални игри, продолжи во Knapnock Games, со тоа што идејата беше да ги земеме тие инспирации, ама да креираме комерцијални игри, значи игри за играчите, не само за фестивали и инсталации. Knapnock Games почна со 6, да кажам, тимот 6. Секој некако се комплетиравме, некој имаше повеќе искуство нели во арт, некој во програмирање, дизајн, но во самиот почеток бевме студенти од различни сфери нели на видеоигри и немавме нели тој бизнис сайт од продакшн или CEO, немавме таков профил. Полека тоа го превземам, значи станувам продюсер и CEO. И повеќе беше од trial and error, значи како работевме заедно, така разбиравме како да го подобриме процесот на работење заедно и правење на игри.
можам да кажам дека од секоја игра што ја работевме во Knapno Games беше наградена на разни инди фестивали и претежно се, иако имавме, да кажам, као нели вредности, според вредностите, уствари спадна дека работевме на Nintendo Wii U игри, со причина затоа што Wii U имаше, прво да кажам дека трите работи кои мислам дека не од самиот почеток до ден денес сме фокусирани како мисија е нели друштвени игри каде што играчите играат едни со други, значи во истата соба, не е онлайн. Novel interactions тоа е нели интеракции кои не се да кажам познати или од една не познати толку повеќе како, значи тоа беше нашиот дел, ги измислуваме интеракциите како да изгледаат меѓу играчите и беа доста иновативни, да кажам. И дефинитивно сме познати по тој оригинален арт стайл, хумор. Мислам дека секоја игра има доста хумор и некои двојни значења на карактери или особини. Значи, зошто Wii U? Може да кажам дека имаме се уште голема желба на дизајнирање на значи на UI или интерфейс, значи начинот на кој играчот прави интеракции во играта. И Wii U имаше екран, што може ќе покажам ова видео, тоа е првата игра, Spin the Bottle Bumpy's Party. Имаше екран на кој можеш да дизајнираш, како на мобилен, да дизајнираш свој интерфейс и плюс Wii U контролерите, како на мобилен, нели имаат acceleration и можеш да експериментираш со акселерација, не само со копчиња. Океј, Spin the Bottle Bumpy's Party, ќе пуштам трейлерот прво, тоа ќе објаснам повеќе. Че многу едноставна игра, инспирирана од Spin the Bottle. Имаш партнер, вртиш шишето, наоѓаш партнер и потоа ти дава чалендж со вито што да играш. Дечките треба да го контролерат, да го спуштат меѓу нозе многу споро, за да не се разбуди баџарот. Значи тоа е уствари целта на ова минигейм. Значи сите минигеймс на Spin the Bottle беа со доста уникатни интеракции со Wii Remote. Сега, интересен дел од оваа продукција е што бевме доста мал тим, соработувавме со фирма што Red Grim, кој го правеа арт стайлот, што е многу минималистички, но поентата е што дечкото кој работеше на арт делот беше доста специфичен и доста минималистички, што многу ни се допадна. А нашиот артист беше доста 3D и малце по-детален. Соработката значеше дека пак многу мал тим, артистот имаше задача да работи на арт, ние работевме дизајнот, многу лесно се поклопуваа тие две работи, тоа што он имаше значи точно инструкции што ни треба. Што е важно да се каже, дека немавме дедлайн, или доста артистички проект, значи без никаков ни паблишер, ниту ништо. Се разбира беше кога се работи за нели како го финансиравме проектот. Работевме доста на страна, имавме некои фондинг опции што така ни помогнаа малце, но во секој случај поентата беше да се заврши проектот, не беше важно кога, зошто, како. Тоа е добро за почеток, кога немаш толку нели нетворк, кога не знаеш точно како што, мислам, не размислуваш размислуваш на крајниот производ, но не размислуваш на самата публикација на тој производ. Да кажам, беше доста релаксирано, исто додека работевме на дизајнот, учевме како, особено како да правиме препродакшн, нели, па продукција, па паблишинг. И целиот тој процес го да кажам, иако го знаевме нели теоретски, го практикиравме во пракса, нели, како и учиш од се што работиш во суштина. Значи тој беше прв као комерцијален проект, кој беше доста мал и намерно земавме помал и пофокусиран проект да го правиме прв, затоа што да се испраксираме за понатак. Нареден, значи
да, беше наградена игра и дефинитивно за тоа што беше доста популарна, дури излезе и во Јапонија. Сега, Portable Space Adventures, тој нареден замав на продакшн, исто беше со продукција со Niflas Games, што е ствари еден човек девелопер што може се да работи. Само разликата е што ние како сега искусен конзол девелопер можевме да донесеме играта на конзола, што е важно, и целата 3D продукција, значи тој не можеше да работи таков 3D продакшн, немаше такви програмери што може да го стават проектот на конзола. Беше копродукција. Што значи копродукција? Иако Niflas беше гейм директор, јас бев продуцент, во нашиот тим имавме тројца гейм дизајнери кои работеа со гейм директорот, се разбира со арт и програми, за да го завршат проектот заедно. Арт директорот дефинитивно имаше одлуки да кажам како проектот од почеток до крај ќе има како почнува, како завршува, каде е тензичноста во играта и така работи, но сепак самиот дизајн на целата игра е тимска работа. Ќе објаснам малце подетално понатака за кои се исто, зашто веќе кога си поискусен тим и поставуваш малце повеќе, немавме никој што, немавме паблишер или инвестор или не знам, не правевме играта за некој, немавме дедлайнс, немавме такви некои планови кога треба што да се случи, но полека, штом почнуваше да се завршува проектот, веќе почнавме да правиме планови. И ќе објаснам неколку работи која е разликата кога почнуваш, иако си мал тим, мислам дека до крајот бевме 10 до 15 души, како, иако секој е одговорен за својата работа, имавме light producing, како се завршува проектот и кои се ствари тие предизвици што ги имавме, што пак се работи за индивидуалци, кои се доста креативни и немаат баш значи, како се вика тоа, horizontal structure, значи немаше middle management, немаш одлуките се прилика заеднички, иако имаш гейм директор и продусер. Значи, тоа ќе го објаснам понатака, иначе ќе покажам исто мало видео. Играта е за single player, но може да се игра со тројца, со тоа што се дели контролерот на 3 дела. Значи е Т1, игра со компјутерот, значи на самиот геймпад има енџинс кој ги исклучува, уклучува. Другите двајца играат, едниот го контролира спейсшипот, а другиот го контролира светлото што спейсшипот го има. Треба да соработуваат за да ја завршат играта и да ги пронајдат сите солуции на сите левелс. Беше доста, значи пак дизајнот е многу уникатен за оваа конзола и беше наградена игра и се уште се збори дека е најдобрата игра на видео платформата. Тоа е кога правиш вака игра која е многу специфична, имаш цел и сакаш да биде уникатна на секој начин, дефинитивно се работи, како да кажам, значи не работиш по шаблон што е сега познато и што се игра највеќе, работиш на тоа што е уникатно и како можеш да го изработиш со најдобар квалитет. И тука е доблест што имавме, да кажам, можевме сами да направиме план кога да почнеме, кога да завршиме. Си ги знаевме своите доблести и лоши добри страни во продукција. Значи искуството е важно, сакам да кажам. Океј. Portable Space Adventures дефинитивно беше наградена игра, но и покажа што можеме како тим. Ова е тој дел каде што почнавме со работка со Sony PlayStation, бевме еден од најважните девелопери на PlayLink, да кажам, како да наречам, како гранка на PlayStation 4. Значи игри, забавни игри, друштвени игри кои беа планирани да направат екстензија, да кажам, на PlayStation 4. Значи, пред да излезе PlayStation 5,
направија тема на игри, забавни игри, за да донесат повеќе луѓе на PlayStation 4. Зашто и како? Затоа што како што го распомна, значи наместо да имаш не знам колку контролери, влагаш во играта со мобилен телефон. Што е ствари ја прави самата игра подостапна, зашто нема многу PS4 играчи што имаат, не знам, по 4, 5, 6 геймпадс. Со оваа соработка на Sony, нашиот тим порасна и тоа многу. Ова е девојката што не предложи од Sony, која многу обожаваше Affordable Space Adventures, така целата соработка почна. Значи, тие 10 до 15 души што ви ги покажувам на слика до сега, станавме тим од 17 души во 4 земји. Значи, во Данска почнавме, во Данска беше најголемиот тим и да кажам тој core тим. Па додовме нели во Скопје, каде што трениравме доста нови артисти, програмери, дизајнери и тестери што соработуваа со нас во Данска. И во Париз и во Минеаполис имавме програмери кои се доста искусни, што да кажам CTO-то е во Америка и неговиот, да кажам, како десна рака програмер е во Париз. Со овој тим изработивме 2 продукции со PlayStation и како што го распомна, значи тоа беше моето враќање, да кажам, на враќање во Скопје и почнување нешто и бев доста инспирирана од тој геймџем што го, да кажам, присуствував. Која година беше? Да беше 2016, не сум сигурна, или може и порано. Тој прв геймџем беше многу интересен и од таму ми дојде доста инспирација. Значи, кога за прв пат видов колку запознав нели млади ентузијасти кои учат или пробуваат да прават игри на геймџем. Дефинитивно ме инспирира кога ја ширавме фирмата, да се навратам на Скопје, на корените, да отвориме нешто во Скопје, што од 2016-17 сме таму. Значи, геймџемот мора да е пред тоа. Може да е 2014. Горас ке кажат на крај, пошто мојата меморија е дупка, дефинитивно. Со гордост можам да кажам дека некои од првите вработени во Напнок Скопје беа учесници на геймџем, на првиот геймџем во Скопје, и QA лидот што ни е менаџерот моментално во Indian Play беше исто на првиот геймџем во Скопје. Това е тоа. За Playlink игрите да нема да зборам многу, само ќе ви дадам идеја преку ова видео. Значи продукцијата мораш да биде на високо ниво, нели voiceover. Чисто е како што спомнав со Affordable Space Adventures, друштвена игра каде што 4 играчи имаат нели го контролираат различни карактери, имаат различни мисии, некојаш имаат скриена мисија на својот телефон. Се работи за многу мини геймс, ствари, зашто целата игра е со различни мини геймс. Значи, потсеќа на Mario Party, потсеќа на такви некои игри. Окей. Таа исто, значи ове покрај Fantix направивме игра која се вика Chim Party, нема да покажувам видео, случајот е ист, значи се игра со мобилни телефони на PlayStation, таа беше повеќе фокусирана на контролер со нели one button, едно копче. И колку разни идеи, креативни идеи можеш да створиш, разни играња со едно копче. Тоа беше целата идеја. Сега. Моментално, значи работиме на видеоигра со играчка во Напнок, што е многу помал тим, многу по... Значи, цело искуство што го имавме на продукција со 70 души, сега се сведува повторно на мал тим, со тоа што не е само game development, дел, значи industrial design, electronics design, значи
Пак да кажам, го мену работи што научивме. Сега учиме од почеток пак, затоа што се работи за hardware продукт, не само за software продукт. Но тоа е тоа, процесот на продукција, на pre-production, production, alpha, beta и master, тоа е тоа. Значи, наредно, после ова, ќе ве објаснам баш малку по-теоретски, барем во видео и индустријата, видео игри индустријата, особено од соработката со Sony. Имам прашања. Океј, thanks. Значи, пред да одам понатака, да, само сакам да го представам QA тимот од дека со една сликичка, мислам дека се малку повеќе од овде кои гледате. Растеме, значи цело време, ако некој е заинтересиран да биде QA trainee, да сработува со светски фирми на различни од инди до AAA проекти за тестирање, нека се пријави, имаме тренинг цело време. Okay, so to the juicy part. Вака, значи, што е продукција ствари на видеоигри? Значи, мора некако да се дефинира, нели, мора да имаме некоја представа кога правиме игра, што е почеток, што е крај. Game Jam-от е добар пример на тоа како може да изгледа pre-production, но не е пример за тоа како изгледа продукција, затоа што продукција дефинитивно е потребно значи многу повеќе организација, нели, мораш да имаш тим кој има сите skills и имаш план за да го изработиш до крај. Но Game Jam е добар пример за тоа како pre-production изгледа. Во овој граф што го имам овде, покажувам само кои термини се користат, на пример, со поголем. Ја мислам дека со кого и да се соработува, се користат овие термини. Значи, тие се прави, таа е практиката на production. Pre-production, pre-alpha, alpha, beta, game master, release. Што е pre-production? Pre-production е делот каде што се развива идејата, значи се прави brainstorm, се одлучува кои делови од идејата се core или gameplay, која е целта на играта, значи зошто е правиме оваа игра, што е меканиката на која основаме, на што ќе се фокусираме. Овој дел знае да биде доста долг, pre-production зависи од каква продукција се работи, а може да биде и доста краток. Значи, зависно со тој скоп на целиот production. Што значи pre-production? Pre-production значи завршуваш со прототип кој јасно комуницира, нели, значи главната меканика или главниот дел од играта. Дали, значи, некои игри се повеќе посветени на нарација и на приказни, други не се, но тој прототип мора да покаже што е целта. Дали е повеќе заради приказната, дали е некој твист, дали е некоја меканика. И во овој дел не мора да значи дека, нели, графиката е финална или дека сите фидбек, интеракции се јасни, но мора да има представа тој што не ја знае, нели, ваѓам, кога ќе изигра тој прототип или vertical slice, како и да е, мора да сфати дека има потенцијал во таа игра и дека може да визуализира цела игра на која би ја игра. Значи, тоа е целта на тој pre-production период. Во pre-алфата може ствари ќе запамтете го, ќе се навратам најверојатно, но имав и слайдови за ова. Значи ќе се навратам малку. Значи pre-production е тој vertical slice. Значи минимум дел од играта во врска со функционалност или приказна или интеракција, што и да е, што покажува што точно, нели, треба, значи што е целта на играта. Во овој дел исто се изработува, нели, тој целиот production план, значи се користи pre-production делот, се користи да се изгради целиот production дел. Production дел е pre-alpha, alpha, beta, till GM, значи publishing. Значи важно е тоа што се работело во тој период да биде, еве да кажеме, да може продуцентот од прилика заедно со дизајнерите, програмерите, артистите
да направи план. Океј, ако ова го изработивме, да кажеме, во следните 3 месеци, имаме vertical slice 3 месеци, како би изгледала продукцијата, или во зависност од тоа како се работела при продукција. Значи, колку лесно се работи таа меканика, или таа приказна, или тие mini games, кој е процесот. Значи, се дефинира во овој дел од работата. Имам некои графови што ги покажам после, што може ќе ви дадат малку идеја исто за како ствари се планира продакшн од овде. Океј, значи исто дизајн документ се прави овде, значи целиот проект се дефинира и се запамтете. Значи во препродукција го дефинираш целиот проект, но иако е дефиниран целиот проект, можно е да има измени во продукцијата, кога се почне продукција. Само што не сме обично да го промени целиот проект и чувството на целиот проект, или интеракциите, game design, арт стайл. Обично треба да бидат тие помали промени. И целта на играта што се направила на почетокот да остане до крај. Тоа е исто, значи тој game director, продусер се многу важни за да го одржат тоа, нели, темпото, планот, финансиски, временски и креативниот дел. Како тие да се останат во синк цело време, да не се бега на една или друга страна. Инаку, пак, е доста предизвик да се заврши на време со квалитетот кој што се очекува. Секогаш е тоа стандарден проблем, но важно е, продуцент со искуство знае да каде да скрати, каде да даде повеќе време, за да не заврши проектот тотално over budget, over time. Bad quality. Океј, што е pre-alpha? Pre-alpha периодот треба да се заврши со, да кажам, нешто што делува feature complete, значи каде што сите главни core mechanics, главни функции, или како кажам, не знам баш како да се изразам, че сите што се главни интеракции во играта треба да се завршени како и функционални. Не мора да се, нели, финален квалитет, но би требало да дадат идеја како целата игра отприлика ќе изгледа. Со тоа што доста од тие cutscenes, art, sound assets или whatever се во placeholder. Че само дава идеја на скоп на играта. Сега, во некои продукции pre-alpha не е од почеток до крај завршена како игра, некојаш особено крајниот дел од играта се остава да се доправи во алфа, но обично на крајот на pre-alpha треба овој процес да се заврши. Исто тука се прави план за се довршува планот за продукција, значи ако има некои измени, се довршува планот за локализација, затоа што обично во поголемите игри, дори помали, например, ние правевме локализација на сите игри кои ги правевме досега. И исто се дефинира план дали ќе има DLC, значи дали ќе има downloadable контент после. Во оваа фаза веќе почнува да се планира. Затоа што обично ако треба повеќе време за продукција, во оваа фаза се гледа веќе дали треба повеќе време или не. И тука се прави одлука, океј, немаме толку време, имаме уште само, да кажеме, 6 месеци, а нас не треба, не знам, 9 месеци, и тука се отправи одлука, добро, дали да има DLC играта или не, затоа што тој дедлайн или тој release date, ако не можеме да го поместиме, и ако немаме доволно финансии, тогаш се прави план за DLCs обично, тоа е стандард процедура од прилика. Океј. Алфа, значи алфа е на крајот на алфа, значи кога се заврши алфа период, кога се завршува при алфа, се почнува алфа. Значи алфа е обично временски, не знам, значи за секој е различно, ќе ја покажам некои примери како ние работевме со Sony, но е тотално различно кој како ги гледа и како ги преместува овие колку нели просечно месеци се користи на pre-production, на pre-alpha, alpha, beta. Значи секој тим различно, затоа што исто дефинициите за овие процеси може да бидат малце различни од студија на студија, од игра на игра. Okay, so alpha значи е во final quality, deliverable contains 100% content and final gameplay. Што значи ова? Значи целата игра е уствари завршена. Се разбира, може не изполирана е сето тоа, но е завршена и може да се изигра цела.
Во овој дел обично се прават тие reviews за каде publishing да биде, значи кај се тие последни твикања и балансирање на играта за да стане тој final quality проект. Тука се прават и такви технички као compliance testing, што е обично за конзоли, тоа се guidelines, на секоја платформа има guidelines што треба да се задоволат. Значи тој процес технички се врши овде исто. Сите тие achievements, support trophy, support исто, секоја платформа има свој, исто се завршува во овој дел. И јазикот, локализацијата на тој главниот јазик треба да биде завршена, затоа што кога се завршува алфа, треба да се почне локализација. Значи ги праќаш текстовите и на translations или преводи. Океј, што е бета? Значи од алфа до бета се прави имплементација на последните завршни фази, значи каде треба да се твика и да се балансира играта, да се додадат текстовите на сите јазици и да се завршат тие guidelines што ги зборам за секоја платформа. И од страна на девелоперот, бета билдот треба да биде, значи со 0% bugs, значи да нема никакви конфликти, проблеми во софтверот во играта. Обично QA процесот зависно со кого како се работи, некои девелопери го работат QA делот сами, дали работат со фирма како нас или имаат некој во својот тим, не е важно, важно е да го работат, значи QA тоа почнува, се навратам на ова за малце. Значи game testing почнува од може да почне сам pre-production, значи од pre-production има некој као light usability feature feedback, например, или functionality against specs, што значи дека имаш specs од дизајнерите и проверуваш дали се точно работи како што треба. Но главното тестирање почнува дефинитивно од алфа. Значи, веќе од при алфа ние сме доста работиме. Кога работевме на своите проекти, имавме QA цело време. Само што разликата е што кога ќе дојдеш до алфа, QA тимот, значи game testing тимот расте експоненцијално, особено за големи продукции. Но и да се работуваш со надворешен QA тим, исто обично во алфа периодот повеќето фирми вклучуваат поголем тим, кој што дефинитивно после бетата расте многу повеќе, затоа што кога ќе имаш бета, можеш да ги најдеш сите проблеми и да ги решиш сите проблеми. Тоа ти е задна шанса пред master submission. Има некои различни типови на тестирања, ги збориме како различни типови на тестирање во различни периоди. И тој релиз тестинг што го збориме алфа до бета, тоа е најважен, и од бета до GM кај што мора све да се најде, особено за тимови кои сакаат да имаат, значи, многу high quality, значи најквалитетни игри на пазарот, користат многу QA на крајот од продукцијата, особено. Okay. So, и тоа е final build of game approved by FQA. Тоа е тоа. Значи FQA, тоа е тимот кој работи на final quality assurance, што значи дека на крајот кога завршуваш играта, значи тимот development тимот чека уствари од QA тимот подршка дека играта е окей и дека може да излезе како што е. Значи обично FQA ако си вистински девелопери, стварно вредиш, сакаш да имаш вредна игра и квалитетна игра на пазарот, значи FQA тимот е најважниот дел на крајот. Значи тие се тие што имаат играно вашата игра највеќе и тие се тие што ствари знаат секоја местница во играта какви проблеми има. Не секој ја вади играта со сите проблеми решени, тоа се знае, но поентата е каде е балансот. Значи продуцентот обично заедно со гейм директорот и со QA тимот одлучуваат каде е балансот. Значи кои работи да се поправат, кои работи може да останат и не се толку влијателни на играта. Okay. So, пред крајот сме. Се надевам дека ќе пуштите прашања моментално. Јас, колку што видов, немаше некои така конкретни прашања до сега.
Мислам дека инфо за каде се аплицира за QA пушти пораст на како мала реклама. Но да, инаку е info email info@indiumplay.com доволно да се прати мејл таму. Океј, сега. Имам 2 последни слайда. Да, што ви се така, сакам да ги запамтите малку, што многу зборење. Не знам што влага во глава или не. Но значи сакам само да пренесам една порака, дека кога сте мал тим соработувате или правите игра, доста е нели тој да кажам personal, што не може да ми текне на нашиот јазик за жал. Значи, секој има своје мислење, секој има свој придонеси и секое мислење е важно, ами секој скил е главен скил. Значи, нема middle management, нема лидови кои се одговорни за својата област, како арт, нели саунд, дизајн, него сите работат заедно и сите придонесуваат. Уствари, целата игра и квалитетот на играта зависи од тимот и колку е добар тимот. Значи, секој поединец, не само еден. Но, што е големата разлика меѓу нели инди team production и triple indie или triple A или како и да. Во инди тим немаме other stakeholders, тоа е например како publishers или значи немавме соработка со Sony, немавме соработка со Nintendo, бевме оставени сами да одлучуваме, нема кој да ни одобрува дизајни или нели на кого да презентираме до кај сме, што сме, да одобрува. И немавме нели firm deadlines, значи release deadline, значи немавме дата до која мора се заврши. Се разбира, имаш као internal deadline, имаш дата, ама си ја поместуваш. Затоа што сакаме што ова да дадеме, што не да, со ова не сме среќни, че нема кој да не бутка. Иако како продуцент од натрешна страна, одлучуваш отприлика кога може, колку може, ама тоа е повеќе затоа што гледаш финансиски дали можеш или не можеш да дојдеш до тој степен. И обично во тие години имавме други екстра задачи на страна, ќе отидеш, ќе земеш нека екстра задача, ќе заработиш нешто пари, па ќе продолжиш на продукција. И тоа е тоа, нема secure funding и нема middle management. Значи е како да си како да си на факултет, работиш во тим, само што имаш професионален дел што мора да заработиш плюс за да можеш да доработиш. И нели тука имаш, okay, maybe that's not what you don't have, и се имаш што имаш, нели? Тоа е што немаш и тоа што имаш. И што имаш playful environment, friendship, значи другарство. Се е забавно, се е интересно, loose structure, значи нема многу еден одлучува, сите разговараат заедно, одлучуваат. И имаш different production approach, тоа е како пристапуваш кон продукцијата. Еве еден пример, например, ние како Knapno Games и Niflas како Niflas Games, тоа е нели една личка, како соработувавме. Ние имаме еден пристап, он има друг пристап. Он работи сам и се што фаќа го прави финално. Значи се што фаќа е во финален квалитет, многу ретко оди назад, се навраќа, поправа ствари, што значи дека, а ние обратно, значи ние сме научени тој game jam mentality, pre-production, кај што се што се работи, се пробуваат различни идеи, ништо не е финален квалитет. И со тек на време како се оди натака, се некој нешто испаѓа, нешто се акцентира, нели, така процесот е од доле нагоре, а да кажам Niflas е од лево кон десно. Што и требаше да се споиме некако. Значи како он толку брзо ги изработува работите идеите, но се знае што сака да направи толку. А нашите дизајнери, нашите артисти работеа многу поотворено. Тоа го решававме во овој случај го праќавме Niflas дома во Шведска на по 2 недели, 3 недели, додека ние завршиме работата. Затоа што он пребрзо дизајнираше. Ќе го пратиме во Шведска на одмор, додека не завршиме, кога ќе завршиме ние некои работи, ќе се врати он и ќе прегледа, ќе каже окей, се окей, да. И тоа е тоа, значи немаше контрола цело време на работата, затоа што и можевме да го одржиме неговиот начин на работа со нашиот,
заради тоа што нема нели некој дедлайн или демо дейт или не знам што кај што треба да се покаже тој билд. Тоа не е случај кога работиш во поголем тим и кога имаш other stakeholders како Sony, имаш firm deadlines. Значи има дата кога таа игра мора да заврши, имаш дата кога мора да се демонстрира на кого, таму, како, што, од маркетинг департмент до не знам си кој департмент. Исто имаш дефинитивно финанси за целиот процес. Ако ти треба екстра финанси, можеш да побараш, можеш да добиеш, само можеш да завршиш. Што значи дека има многу тензија, многу middle management, огромен тим, 17 души скоро. Значи имаш лидови што работат со помали тимови кои мораат да одлучат и некогаш работата од помалите тимови не ни влага во продукцијата. Че има многу незадоволства. Затоа го имам истото што имавме као have becomes мислам гледате што сакам да кажам, не сте тука стрелка, али тоа што го имавме сега го немаме и обратно. И да кажам it's complicated. Значи не е дека немаме другарство, не е дека не беше playful или не е дека нели немаме, али дефинитивно сите тие работи што ги имавме во помал тим беа предизвикани. Значи не можеш да бидеш не можеш да се основаш на пријателство, на дружење, на playfulness, мора професионализмот да влезе во продукцијата и во тимската работа. И инаку не може ништо да се заврши. Значи има причина зашто мора да се толку луѓе на продукцијата, затоа што може да заврши многу брзо. Мора се да се, значи, да се изработи со јак квалитет исто на крај. И овој граф што го поставив овде, сакам само да објаснам како ние кога работевме на поголемите продукции, како сме договорени, че кој тип pre-production, production, post-production е уствари алфа и бета во овој случај. Значи го поделивме на начин и го искомунициравме за да комуникацијата меѓу PlayStation и нашиот тим биде јасно дека како работиме на играта. Значи почнуваме со bare bone design или само еден almost paper prototype, значи прототипинг на идејата. Bare bones, значи без фидбек, обично може да биде, како што кажам, paper prototype, каде што само ние внатрешно одлучуваме која игра. Сега имавме со Frantix многу mini games, нели? И гледаме кои од овие mini games што се така како на game jam нафрлани како идеи, кој е интересно. Се прави нели paper prototype, се пробуваат некои од идеите и се задржуваат неколку. Тие што се задржуваат одат во прототип фаза. Прототип фаза е веќе каде што градиш нешто обавезно дигитално, што можеби не е полирано, но има доволно интеракција, можеш да сватиш кога имаш интеракција со прототипот, што се случува, значи имаш фидбек. Дефинитивно е стил на placeholder ниво, но е доволно добро за да можеш да го покажеш на тие што соработуваш, да ја добијат идејата за што се работи. Кога сите минигеймс се одобрени од предпродукција додат во продукција, тогаш почнува продукција процесот, каде што нели тој pre-алфа период, каде што секоја минигейм идеше низ минимум 2 или 3 фази. Значи почнува со првата фаза на playable, first playable, па се тестира, па се доправа, па се прави втора фаза, некои одеа низ 3 фази, но повеќето одеа низ 2 фази. Значи оказава што тие 2 фази уствари третата е во алфа и бета, каде што се полираат, каде што се балансираат и дефинитивно имавме фокус testing period. Тоа е исто што го зборувам. Едно работа е да имаме нели као тестер или QA, кој не пратеше целиот период, но на крајот имавме и play testing. Play testing во случајов каде што ја земаш играта и ја даваш на други што не ја знаат, значи надворешни играчи што се од таргет групата, да дадат фидбек, дали ја разбираат, дали им е интересна, дали им е забавна. И во база на тој фидбек ја правиш таа трета фаза на playable или ја завршуваш и ја полираш играта. И final е master delivery или ствари која се спремен за да нели за да ја издадеш. Тоа е тоа. Имам уште едно кратко, значи има ли прашање? Има прашање, прво прашањето. Океј. Дали користите автоматски процес на тестирање? Аха, кои стрес тестови користите? Океј. Значи, автоматски процеси за тестирање немаме многу.
може да кажам воопшто, затоа што се зависи од тимот со кој се работува, затоа што како QA, како third party тест фирма, да кажам, можеш да имаш некој tools, ама ние не работиме на tools, соработуваме со фирма со различни tools, што обично имаат некаков као плагин на Unity или Unreal или whatever, што и да користи game developerот. Со тоа што моментално со тие тимови кои соработуваме се доста креативни и искрено не ни сакаат, не ни размислуваат, иако сме понудиле неколку пати да имплементираме нешто заедно, не ги интересира автоматизирање на тестирање затоа што се толку внесени во изработката на игрите и не размислуваат зашто автоматизирање процесот е интересен за во иднина. Они се толку фокусирани на игрите моментално да не размислуваат во иднина. Но мислам дека со тек на време, што некои од овие девелоп фирми со кои соработуваме на долго време, значи веќе 2-3 години, можно е да се отворени после некој време. Значи, дефинитивно не може да се случи, тој процес не се случува само од една страна, мора девелоперот и тест фирмата или тестерот да се сложат и да работат на тоа заедно, затоа што не е возможно без комуникација и договарање од двете страни. Океј. Стрес тестови. Ова е тешко да се одговори, тоа што стрес тестовите се од проект на проект малце различни. Но дефинитивно еден од најпознатите стрес тестови е да правиш рандом ствари што не може никој да ги замисли, значи на контролерите или на платформата на која тестираш. Но пак ќе кажам, ова е само еден дел. Дефинитивно во зависност од типот на игри има тест кейсови што се специјално се дизајнираат за што значи стрес тестирање на тој тип на игри. Пример или два за цена за купена игра или нејзиниот приход. Мислам дека не го сваќам прашањето. Прашај го пак. Дали е најмногу очекуваме повеќе ефтина и нова VR технологија, колку сме далеко од холограмска технологија? Добро прашање. Дефинитивно VR технологијата ќе иде напред и на поевтина база. Тоа сум 100% сигурна, затоа што се гледа дека станува дефинитивно по мас маркет и не ми делува според преценките од Facebook и од PlayStation, особено пошто тие се како најважни моментално на пазарот, не делува дека ќе ги испуштат тие технологии anytime soon. Но технологијата дали ќе замени таблтоп играњето? Тоа е добро прашање, затоа што има многу обиди, но нигде обид го нема решено тоа. И дури ние во Напнок се обидуваме да го решиме со играчката што ја покажав, пошто AR технологија со играчка, роботче. И ако ме прашаш мене, јас би рекла, затоа што работиме на тој проект, дека тоа е идејата, дека би требало тоа да се случи. Кога, што, како, мислам дека не е само до технологијата, е до идеите и до тајмингот. Така да I believe in it. Океј. Да ставите багови поглед тоа тестирање со публика да одлучи кој има решение. Тоа се као има као се кажува не е баг, него е фичер. Дали имаме оставено такво нешто? Дефинитивно не би рекла дека ако дефинитивно се чувствува дека значи не, ја би рекла не, затоа што дефинитивно не е баг ако е фичер. Обично се оставаат, се викаат easter eggs, значи некои као изненадувања или се даваат повеќе можности на завршување на играта, но дефинитивно ќе кажам дека во Affordable Space Adventures имаше многу различни начини на кои можеш да завршиш пазлот и не би рекла дека е баг, но дизајнерот знаеше да биде изненадан од тоа како ја завршуваш, како го правиш решението на тој пазл, тоа што никогаш не помислил на тоа. Но обично тие солуции не се кажуваат како баг.
Океј, која алатка за сработка на игри ве најчесто искористава Unity? Мислам дека Unity е најчесто користена Unity и Unreal, али Unity е доста поволна, да кажем. Пример за профит објавена на која платформа е била објавена. Па можам само да кажам дека значи официјални бројки немам апдейт, но можам да кажам дека Frantix е дефинитивно најпродавана. Само што немам информации за долго време, но дефинитивно има над 300.000 копии. Колку над тоа, не знам, ова ми е стара информација. 300.000 не е баш мала бројка. Па не е огромна, не е мала, ама не беше очекувано да правиме милионски. Види, Frantix у принцип е тип на игра која што не е мас продакшн, игра за масовна употреба. Тоа е значи еден гимик, односно proof of concept, што може да се направи со тој тип на контроли и што може... Тој PlayLink package беше, као да кажам, значи не беше да се види што може се PlayStation 4-ката да биде. Но ние сите знаеме дека PlayStation 4-ката највеќе се користи за AAA игрици. Така да беше како она, додека чекате PlayStation 5-ка, уште една ситница. Што играат и видеоигри. Или фамилиарно. Тоа беше истото. Кажи ми, ме интересираше мене, јас од секојаш сум се интересирал за тоа. Кој е најголемиот проблем на гейм продюсерот во еден циклус на правење на игри како што беа Frantix и најголемиот проблем има еден што е најголем од сите, тоа е мораш колку и да си искусен или неискусен, можеш да имаш да кажам не респект, него почит, како почит од тимот. Значи мора да го почитуваат, пошто не си секојаш ги носиш лошите вести. Или нема, никој не знае дека си тука, нели, со станоци овоно, ама не, значи, повеќе слушаш, седиш со лидовите, правиш планови, но повеќе си фасилитатор, него што одлучуваш или што, нели, носиш вести или да кажам влијаеш на играта. Значи, секогаш кога продуцентот навлегува во процесот, тоа значи дека не е окей, дека нешто фали, нешто не е окей, не е на време, не знам. Значи, ако немаш почит од тимот, ако не те гледаат како важна фигура делот од девелопментот, тоа све паѓа во вода. Значи, многу тешко да работиш продюсер, ако немаш почит од тимот. Како се стегнува тој почит, тоа е друго прашање. Сам дефинитивно волко треба да бидеш уствари. Дефинитивно знам дека многу продуценти, особено ако имате слушнато за овие сите негативни коментари во индустријата, обично паѓаат на јаки профили, нели? И дефинитивно многу од нив се продуценти и гейм директорс, значи тие што ги носат, да кажам, лошите вести што прават. Сите што ги мразат, сите што ги некат. Тензија на тимот. Нели продуцентот е тој што сака побрзо, а гейм директорот сака подобро. И тие две ствари некогаш се собираат и целиот стрес и целиот тој негативен дел паѓа на тимот што работи на таа игра. Затоа што тоа е тоа. Тоа е тензијата во гейм индустрија. Кажи ми, најдоброто. Така, ме интересира следно, дали ова е прашање со подпрашање уствари. Кој бекграунд би требало човек да го има за да влезе како гейм продюсер и дали му треба познавање техничко во однос на програмирање игри? Обично продуцентите влагаат преку QA, или, значи, многу продуценти во нашата индустрија влагаат преку QA. Или, значи, ако немаат арт или програмерско или гейм дизајн конкретно искуство, или евентуално во мојот случај беше од програмер на продуцент. Значи, дефинитивно од секоја програмер беше ти? Да. Не знам. Супер. И јас не знам, така да. Ја програмер бев, али фасцинантно е тоа дека не правевме игри со AI. И после некое време кога немаш бизнес искуство и немаш продуцентско искуство,
Некој мораше. Значи тоа е Некој тоа. мора да го Сменив прави тоа. кариера уште од таму прва година после завршување на факултет. Дефинитивно. И ти Ам. научили не се за џабе. Гледаме ние дека било програмер. Кажи го, Да, продуцент без искуство на девелопмент, not a good idea. можеби не во девелопмент, ама можеби му треба Не, значи искуство во мора или game преку production. QA, значи преку QA имаш доста искуство на девелопмент. Може не си програмер, може не работиш на играта нели креативно, но сите процеси ги запознаваш. Запознаваш кој како, што работи, зашто работи. Значи целиот процес на game development се сваќа и многу од QA многу состанува и дизајнер. Значи или се дизајнери или продакшн. Фала ти многу за овој говор и за ова предавање. Се надевам дека Благодарам. ќе може да ја добиеме и таа Ајде. презентација, може да ја закачиме кај нас на Магда на веб страната. Ти благодарам пред се и за тоа што пред 10 години ни помогна за да го почнеме ова патешествие кое што еве ваму таму се шалта низ ходниците на македонскиот game development. Сите вие што извини, сакаш уште нешто да кажеш или да почнам да одјавувам? Не, драго Тоа ми е е тоа, што да. Сите вие дечки што не гледате, ако што сакате да почнете со QA и play тестери, game тестери, само да ви кажам дека едни од најдобрите луѓе кои што во моментот во Македонија работат како game дизајн, како game продюсери, кои што работат како game тестери за студија како што се Crazy Labs или Furious Avocado или за еден куп странски студија, Voodoo и така натаму, почна токму како basic low level QA тестери во Napnog. Така што, како што каже Дајана, QA е најдобриот начин за некој човек да влезе во гейм индустрија, па после до кај сака да стигне. Значи, тоа е, мислам дека со најмалку обврски имаш, најмалку одговорност, условно кажано имаш, а учиш многу кое што е многу ретко за било која професија која што би требала да започне во некоја бранша.